Продолжуваме со нашата денешна тема, понеделничка, актуелна тема во пресред на распустот и сите овие празнични денови, новогодишни божикни. Секогаш е убаво информација плюс да дознаеме за зимските туристички места во Македонија, па и во регионот. Нормално дека човек за тоа ни е Аркан Керим, иначе поранешен председател на Туристичко-гостителската комора на Македонија, хотелиер, има долги години своја туристичка агенција и навистина познавач на се она што е проблематика што се однесува до темата туризам во Македонија, па и бога ми надвор од Македонија. Добро утро. Добро утро. Ладно утринава. Поранешен хотелиер во Маврово сум. Да, така. Значи, Да. скроз што се вика тамански сме. Во Денеска е убаво ладно, меѓутоа тоа е добро за зимскиот туризам. Да. Снегот ги изненади, не изненади, мислам добро дојде за зимските ски центри и се надеваме дека ќе има убава успешна сезона. Така. Кога веќе рече снегот изненади, добро, во главниот град уште не изненади снегот, но дали се достапни и годинава туристичките места што се однесува до изненадувањето со снегот и патните правци? Дали се одржуваат редовно, вака како човек кој што долги години работи со овие туристички зимски дестинации? Па сега Од таму да почнем. Па сега, значи, спремни се, како што гледам и како што пратам, значи и Попа Шапка и Маврово се спремни специјално, значи има наврнато таму повеќе од 1 метар снег, како што добив информација, и се средија, се ги чистија. Имаше по социјалните мрежи, секогаш не може да се верува на социјалните мрежи, дека нели одреден период, недостапни патиштава и така натаму. Заради тоа те прашувам. Не е така брзо, не е како у Скопје, пример, кога ќе се деси да се исчисти, малку тоа трае да се исчисти, да се среди, меѓутоа мислам дека е средено и адекватно е направено како што треба. Првите сати кога ќе наврне, нормално, не може да се исчисти навечер ако заврне, што како, меѓутоа мислам дека е средено. Добро. А дали конечно се прибра и се средија туристичките агенции и дали туризмот ни се врати како што треба после пандемијава? Се уште не е вратено како што треба, значи треба време уште. Сега гледаме, значи ова новиот бранд на Омикрон прави многу пореметувања, сите агенции што планираат да слават новогодишни адвенти, значи во Европа се мора да ги откажат или немаат голем број на пријавени учесници ради новите протоколи. Значи све се менува од ден на ден. Вчера сме сведоци се затвори Велика Британија, се затвори Холандија, има строги правила за влез во Италија. Знаете, ние за македонските граѓани имаме 10-дневен карантин за Италија и пратиме све што се случува. За Грција треба да има освен вакцинација, дополнителен трошок, нормално, PCR тест, фактички све тоа се менува и катадневно ги пратиме тие нови детали што се случува како се случува. Не е едноставно да си туристички работник во ова време. Луѓето малку се опуштија летово, пропатува, се издува, што се вика после многогодишниот локдаун и се за зимските ски центри се спремаат за нова година, меѓутоа се е со резерва. Например, Франција, пратев што се случува во Франција, пример, има проблеми со зимската ски сезона, бидејќи они на секое качување на ски лифтовите бараат PCR тест и 2 вакцини и PCR тест. Многу строги правила има за да се заштитат од бранов, новодојдениот бран, поготово од Британија, значи ставија најголем проблем е стравоце, пошто во Велика Британија има голем број на новозаразени. Потоа Италија и Австрија, за да ја спасат туристичката сезона, прават некои отстапки, се со цел да ја спасат туристичката сезона. Исто имаат они строги правила како Франција, меѓутоа некако гледат да ги поедностават за да има поголем број на туристи да ја спасат туристичката сезона, бидејќи многу им значи кај нив туристичката сезона, зимската ски сезона е многу битна и многу доходовна. Што се вика. Сега кај нас ако се гледа Уште малку регионално и нели земјиве. Каде е интересот годинава од нашите? Најхит дестинација сега во Европа оваа година е Копоник. Зошто? Бидејќи се либерални, отворени со се, нема PCR, нема минатиот викенд следам отвараат нови хотели, возобновени хотели, реновирани. Минатиот викенд имаше отварање и имаше голем број на посетители од Македонија. Значи дефинитивно интересот што се несува до агенциите сепак Србија.
Најбарано оваа година е Копоник. Така. А Банско? Банско и Боровец, да, меѓутоа има и таму промени со протоколите, Да. што како и катадневно се пратат. И се надевам дека ќе има и за Боровец и за Банско. Пред 10 дена бев на бугарските медиуми, баш чисто го рековме тоа ради цела оваа ситуација што се случи меѓу Македонија и Бугарија. Луѓето некако не ги влече да одат во Банско и во Боровец. Меѓутоа тоа не треба да... Мислиш дека се изреволтирани? Има помал интерес? Има. Да? Има. Секого тоа го погодува, како и тебе и мене. Значи, зашто и ние сакаме да бидеме дел од европското Да, не се чувствуваш комотно на самиот влез во земја каде што имаме што имаме да не одиме политички. Треба тоа да се тргне. Така. Па добро, и со Грција имавме спор, па нашите туристи одеа редовно. Па затоа, ама сега е ова Тазе, затоа. Ова не е Тазе. Тазе, за тоа е цело. Добро, а што се однесува до самата новогодишна ног, каде е интересот? Каде нашиве граѓани што се однесува до прославите надвор? Истанбул, Турција? Па се смени планот сега. Значи имаше за Виена, имаше за Братислава, имаше за Италија и сега како е планот тоа да ги упатиме луѓето кои што сакаат да патуваат? Атина, значи со ПСР, да. Со ПСР, Истанбул нормално и авионски, Дубај и други дестинации. Така. Ајде да се осврнеме малку сега кај нас. Сепак, мислам дека и оваа година, како и минатата заради пандемијата, голем дел од македонските граѓани ќе се задржат дома, што и не е така лошо. Добро, не е така лошо. Какви беа бројките лани, каква сега предвидувањето? Минатата година, значи, јас ги пратев статистиките и поразителни се статистиките. Например, еден Копоник продал 220.000 карти. Едно Банско продал 215.000 карти. Према податоците што ги имаме ние од Министерството за економија, во Полошкиот регион, кај што спаѓаат Маврово и Шапка, имало 19.580 туристи. А во источен дел, кај што е Пониква, имало исто околу 17.000 туристи, домашни и странски, што е поразително. Значи, нашите гости, нашите туристи не ја преферираат Македонија. Треба да се запрашаат туристички центри и сите ни туристички работници зошто. Ние имаме поевтина ски карта, пример, од Банско и од Копоник. Кај нас е 50% поевтина ски картата и на Шапка и во Маврово, меѓутоа луѓето одат во Копоник или во Банско. Јас мислам дека нели кога сме веќе кај ски картите и стазите, тие не се проблем. Генерално имаме убави стази за скијање. Може би ни фали некој лифт плюс, жичара и така натаму, која што би била нели подостапна и нели по нова и така натаму, но она што ни фали е нови хотели. Некако сметам дека и заради тоа, нели, луѓето кои што сакаат да одат во зимските центри очекуваат и малку по луксузни хотели, луксузно сместување, спа сместување и така натаму. Сега во право зборувано е, но сакам повторно да апелирам и да зборуваме каде ни е проблемот за конечно некаде да тргнеме од мртва точка. Сега ќе фатам од друга страна на точка. Значи во бивша Југославија најголем и најдобар ски центар бил по Шапка со 110 км стази. Каде е денеска? Само тоа прашање. Каде е денеска? Значи, колку километри стази има? Добро, сега се направи нов 600 бев на Шапка, го видов, убаво е све, го средуваат, го прават. Меѓутоа, 110 километри стази се уште нема. Така? Второ, кога имало поврзување меѓу Тетово и Попова Шапка, Банско не постоело на мапата. И па сега, зашто после 30-40 години кога има вакво, зашто тоа да не постои? Зашто не се направи Тетово, значи центар на сместување и да се носат сите туристи горе на Шапка на скијање со као што е со жичара, као што е на Банско. Тоа треба да се направи. Меѓутоа, дали има сенс, дали има њух кај градските власти, пример Тетово, дали има кај еве сега Министерство за економија прави пушти ноќно скијање Шапка, пушти све, меѓутоа се уште не е тоа доловено. А зошто е тоа заглавено кога може да носи многу пари во буџет? Тоа треба приватна иницијатива и јавно-приватно партнерство за да се направи. Треба државата или општината да најде некој партнер кој што ќе биде приватно јавно партнерство и кој што ќе го направи тоа. Еве како што е пример случајот со Маврово. Маврово е приватно јавно-приватно партнерство и функционира. Маврово е подобро, на Маврово му фалат повише хотели
и повеќе содржини. Значи, еве, само меѓутоа годинава гледам ова нова сезона има повеќе нови отворени ресторани кај што можат луѓето да одат што како и тоа е за поздравување. Маврово сепак, значи тоа јавно-приватно партнерство му дава една поубав драж и поубава содржина. И се надевам дека оваа година ќе имаат успешна ски сезона. Така, така. А што се однесува до другиве зимски центри? Другите зимски центри, значи нудат ли нешто плюс? Нудат нормално, значи имаме 6-7 други ски центри, имаме значи Пелистер, имаме Пониква, имаме Кожув, Нижопол, имаме значи Галичица и тие нудат се и заврна снег, меѓутоа нема капацитети за сместување. Пример имаше иницијатива да се направи Кожув, да се среди да се со хотели све, меѓутоа ради протекција на околината, што како има застој во правењето и во подготовката на хотелските ресорти за да се бидат сместувачките единици, а ски центарот скоро беше направен, голема инвестиција беше направена, меѓутоа се тоа застана во место. Ако не се лажам, во едно од твоите интервјуа пред пандемијата, значи пред 2 години, ти спомнуваше и некакви странски инвестиции кои што беа најавувани. Што се случи со тоа? Заради пандемијата се е стопирано или се премислија? Не, се е одложено ради пандемијата. Тоа беа неколку странски фондови кои што инвестираат и инвестираа во Србија, направија неколку хотели, неколку проекти во Србија и се надевам дека кога ќе се среди целата ситуација, дали од другата година, дали од 2023 ќе почнат и тука да инвестираат. Сведоци сме во Србија имаат они огромни инвестиции, тоа се големи полско-израелски конзорциуми, фондови, огромни фондови со над преку 50 милиарди евра, кои што инвестираат во туризмот. Во Србија инвестира во Нови Сад, во градат еден голем комплекс, мислам дека после Врање градат еден огромен комплекс со 600-700 соби, спа центри, сите тие работи. И истото, значи, треба и кај нас ќе го направат, меѓутоа треба да се стабилизира малце ситуацијата и мислам дека кај нас они почнаа во Србија пред пандемијата. Го почнаа проектот и све беше окей. Сега ради пандемијата што фати не може да дојдат кај нас, не може да ги пратат сите тие процеси, меѓутоа ќе продолжат. Таму ќе има огромни инвестиции ќе има кои што ќе го придвижат туризмот во добра линија. Меѓутоа се имаме друг проблем, немаме кадар. Пандемијата не соочи со еден кадар. Почнаа луѓето да не веруваат во туризмот. И ради проблемот, пошто туризмот беше најпогодена гранка во пандемијата и луѓето почнаа да менјуваат бранши, да одат на други места. Сите, значи, туристички капацитети кубурат со работна снага. Зошто? Бидејќи луѓето одат да работат во други бранши за поголеми плати. И сега фактички сите имаме проблеми. Да, ама генерално не е само во Македонија тој проблем и знам и од Бугарија се жалат хотелиерите дека немаат кадар и од Србија и нели регионално. Тоа е генерален проблем. И во Турција, значи, има проблем. Во Истанбул не може да работни кадри. Да, и таму во хотелите се жалат дека нема. Луѓето избегаа, не веруваат ништо на туризмот. Он вика, ова де се случува нешто терористички напад, де има пандемија, де ова и нема стален приход и сменија бранша. Така. А кога Македонија е најдобра туристичка дестинација според посета на туристи? Која сезона, летна, зимска и каков тип на туристи сакаат да посетуваат Македонија? Македонија е најдобра за посета од март до ноември. Кога е времето погодно, значи март е добар, април, мај. Македонија посетуваат све повеќе авантуристички туристи кои што ги пропатуваат сите балкански земји и они сакаат да посетат неколку земји кои доаѓа пример од Америка, доаѓа од Кореја, сакаат да посети 5-6 земји од регионот. Фактички ги посетуваат Србија, Македонија, Албанија, Црна Гора, Босна, Хрватска и се тоа му оставя на импресија. Ние имаме многу убави места со кои што сме веќе во таа мапа на посета на туристите, као што е Скопје, као што е Охрид, као што е Маврово, као што е Битола. И сите тие места се посетувани од страна на сите странски туристи. И Македонија е многу убава дестинација. Меѓутоа, ние треба да работиме како да привлечеме што поголем број на туристи. Треба да се направи
после пандемијава и после новото уставно име на Македонија, ние треба да направиме нова една кампања засилена по сите светски медиуми, кај што ќе привлекуваме поголем број на туристи. Значи, сега имаме неколку поводи за тоа. Имаме, значи, сплетот на околности доведе да имаме ново уставно име и фактички тоа може да биде на предност, пошто луѓето ќе речат кај е оваа земја, може не сме биле, дали е Македонија, дали е Северна Македонија и може да биде на предност да се направи оваа кампања, така искористи Црна Гора. Значи фактички кога се оддели од Србија, кога стана Монтенегро и фактички направена многу убава кампања што има тие години, двете години после независност има огромна посетеност. Пошто беше тоа едно вакво каде ова, што е ова, зашто е. Сега мислам дека е идеална прилика да се направи голема кампања по светските медиуми, по сите портали, за да се привлечат што поголем број на туристи во Македонија. Аркан, мислиш ли дека ние треба малку да се насочиме повеќе на оној рурален туризам, од таа гледна точка? Значи, со луксузот многу не можеме сега да се бориме, чекаме инвестиции и така натаму. Многу имаме, нели, и планинскиот, имаме убави природни места кои што може да се посетат, кои што странците навистина ги обожуваат и сакаат да ги посетуваат. Освен Вевчани, кажем едно село живо што работи, што живее 12 Па не дали треба да се насочиме на тој да? Па треба. Тоа подобро би ни одело од рака. Ајде врати ги луѓето од град во село да живеат. Нема. Да, но странците сите, нели, ќе се сложи со мене сите оние етно селца, меанчиња, кафанчиња, се многу посетени од страна. Сака да ви направиме пилот проект етно село над Скопје, не функционира. Ама дали не функционира затоа што не буди интерес кај туристите или не функционира затоа што се други моменти во прашање? Баш напротив, буди. Туристите бараат такви живи села, кај што ќе имаат она бутик сместување, убави домашни јадења, убава вакво, например, одиш на скијање во Италија, Вал Гардена има 3 селца. Селцата живеат, луѓето идат ради селцата, не идат ради вакво навечер имаат значи има селце кај што имаш забава, селца кај што се поише ресторани, селца кај што идат принцовите. И фактички живо село е 12 месеци, ама во селото има Прада дуќани, има Ив Сен Лорен, има Луи Витон дуќани. Кај нас значи не живеат селцата, тоа е проблем, иначе да има тоа би сакале луѓето и би доаѓале. Они сакаат да уживаат од тие монументални рурални средини да ги посетуваат. Ние доаѓаме, ги носиме туристите, ама нема, празно е. Празни села, нема куќи, 2 куќи ако останал некој овчар да чува овците, иначе нема. Нема никој да објасни, никој да нели да ги пречека, што се вика домакински. Ќе објасни водичот, но да објасни. Нема кај да седне. Човек кој што е таму, така. Иначе тоа е многу барано и посакувано да биде. Понудите годинава така ќе завршиме за Македонија што се несува за овие новогодишни празници, новогодишната ноќ. Да сите сме спремни, ги чекаме гостите, меѓутоа оваа година интересот е многу помал од минатите години ради целиот овој омикрон сој што се појави и малце тоа успори. Дури, значи, како што има информации во Охрид и во зимски детски центри, не е се уште све пополнето до крај, меѓутоа се надевам дека ќе се наполни све до крај во наредните 10 дена. Така, благодарам многу за одвоеното време. Завршуваме тука, верувам дека ќе има успешна сезона колку може, нели, со пандемијава и да се надеваме дека од следнава година, од пролет, како сите некако така што се надеваме дека ќе заживее повторно и туризмот, ќе се вратиме некако во нормала, па и ќе зборуваме за проекти кои што, нели, само се најавуваат и се зборуваат изминативе години. Фала ти, Еркан. Благодарам на покана.